Кратки најави за денешниот дневник. Охрид нема розова иднина доколку не ја надмине сезоналноста во туризмот. Се уште активен пожарот кај село Брежани под контрола огнот на Галичица. Уште една успешна крводарителска акција по повод празникот Свети Климент Охридски. Охриѓани викендовки имаат можност да погледнат уште една изложба на уникатни автомобили и олтајмери. Јапонија издаде предупредување за опасност од мегаземјотрес. Со содржините во дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува Метео на ТВМ. Во Охрид денес имавме претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Во сабота во северните делови на Европа под влијание на низок воздушен притисок ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд кои што ќе бидат проследени со засилен ветер. Врнежи од дожд се очекуваат и во источноевропската низина. Во останатите делови од Европа ќе доминира антициклонска атмосферска циркулација која што ќе условува претежно сончево и топло време. На Балканскиот полуостров утре ќе преовладува претежно сончево време со појава на локална облачност и потопло со дневни температури кои што ќе бидат во пораст и ќе се движат во интервал од 30 до 37 степени. Во Македонија во сабота ќе преовладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Ќе дува засилен североисточен и северозападен ветер кој што ќе достигне брзина и до 40 км на час. Утринските температури ќе се движат во интервал од 12 до 22 степени, додека пак максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат од 28 до 38 степени. УВ индексот ќе има вредност 8. Во Охрид во сабота ќе преовладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Ќе дува засилен североисточен ветер. Минималната температура од 17 степени, додека пак дневната ќе достигне до 32 степени. Во Охрид во недела и понеделник ќе преовладува сончево и многу топло време со дневна температура која што ќе достигне до 33 степени. Во вторник тропски ден, сончево и многу топло, минималната од 17 степени, додека пак дневната температура ќе достигне до 35 степени Целзиусови. Тамаро е 25 години охридски водички лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании.
е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет. Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Охрид мора да изнајде начини за надминување на сезоналноста во туризмот. Во спротивно, доколку не се продолжи туристичката сезона, проекциите за основните параметри покажуваат дека бројот на сместувачки капацитети ќе има раст само од 1% во следните 20 години, а до 2040 година нема значително да се промени ниту бројот на гости и њокевања. На Охрид не му предстои розева иднина во туризмот во следните 20 години ако не почне нешто веднаш да се менува во поглед на понудата и продолжување на туристичката сезона. Тоа го покажуваат анализите на основните туристички параметри во секторската студија за туризам до 2040 година. Во следните 20 години бројот на соби и легла нема драстично да се зголеми, порастот ќе биде само 1%, ако останат истите состојби што ги имаме во последните 10 години, нема да се промени ниту бројот на ноќевања и на крајот од 2040-та отприлика ќе имаме ист број на ноќевања како што сме имале во 2022 година, вели професор доктор Цветко Андреевски од Факултетот за туризам и угостителство. Проблемот на Охрид како туристичка дестинација, кој што се провлекува во последните неколку децении, е сезоналниот карактер. Има подобрување во тој дел, но тие подобрувања не се значителни и се уште летната сезона е она главна сезона во која што доаѓа 65% од вкупниот број на туристи и ноќевања во однос на целиот останат период од 10 месеци. Колку и да звучи неверојатно, Скопје и Евгелија, за разлика од Охрид, имаат многу поповолна состојба во поглед на бројот на денови во годината, кога капацитетите за сместување се максимално исполнети. Ако во Охрид капацитетите се полни во просек 35 дена, во Скопје таа бројка е двојно поголема, односно 74 денови, додека во Евгелија капацитетите се полни 88 денови во годината. Треба да се направат неколку различни работи кои што ќе придонесат кон намалување на сезоналниот карактер. Прво е организирање на настани надвор од главната туристичка сезона, воведување нови услуги како што е спа туризмот, велнес туризмот, меѓутоа за тоа треба подготовка во смисла на подостапна енергија, поевтина енергија и така натаму. Да се види визниот режим за работа за оние дестинации кои што имаат интерес да го посетат Охрид како туристичка дестинација надвор од главната туристичка сезона. Сезоналниот карактер на туризмот прави голем притисок врз компаниите кои што работат во тој сектор за 2 месеци да обезбедат средства потребни за да работат цела година. Иако Охрид е главен туристички центар во земјава, анализите велат дека искуства треба да црпи од Скопскиот и југоисточниот плански регион, кои бележат посетеност од туристи подолг период во годината. Се уште е активен пожарот на Илинска планина кај селото Брежани. Гори букова шума и ниска вегетација. Пожарот на Галичица, каде гори нискостеблеста вегетација, е ставет под контрола, информираат од Центарот за управување со кризи. Вчера, покрај справувањето со пожарот на Галичица, на околу 2000 метри надморска височина, се одвивала и драматична спасувачка акција од воздух и од земја, во која учествувале охридските спасители на планина и хеликоптер на МВР. Спасителите од Планинската спасителна служба при Црвениот крст од Охрид, кои деновиве се ангажирани во гаснењето на пожарот, извлекувале 68 годишна туристка од Чешка која имала скршеница на ногата.
Спасителите немале со себе адекватна медицинска опрема, но заради брзината на дејство со хеликоптерот на МВР, веднаш отишле на местото на несреќата и со импровизирани средства извршиле имобилизација на повредената туристка од Чешка, а потоа на раце ја носеле до точката каде што можеле да ја стават во хеликоптерот на МВР. Спасителната акција се одвивала буквално во временски меѓупростор на транспорт на доброволци и вода при гаснење пожар на планината Галичица. По успешната акција за излекување на туристката, храбрите доброволни спасители од Охрид и пилотите на МВР се вратија на гаснење на големиот пожар на планината, велат од ЦУК. Повредената жена е згрижена во специјалната болница за ортопедија и травматологија Свети Еразмо Охрид. Уште една успешно реализирана крводарителска акција на Црвен крст Охрид под мотото "Освежи си го денот, дарувај крв, спаси живот". 50 крвни единици собрани на традиционалната крводарителска акција Плаошник 2024 по повод празникот Свети Климент Охридски во организација на Црвен крст Охрид, а во соработка со Институт за трансфузиона медицина. На првиот ден од крводарителската акција за само 5 часа беа собрани 38 единици крв, информира од Црвен крст Охрид. Крводарителската акција продолжи денес во спортската сала на основното училиште Свети Климент Охридски. Меѓу хуманите граѓани кои се одзваа на оваа акција, има и неколку дарители кои за прв пат ја даруваа својата драгоцена течност и влегоа во големото хумано семејство на крводарители. Од Општинската организација на Црвен крст упатија јавна благодарност до сите хумани граѓани кои даруваа крв и ја истакнаа својата хуманост и висока општествена одговорност, до екипите од Институтот за трансфузиона медицина, волонтерите од Црвен крст Охрид и до основното училиште Свети Климент Охридски, кое се овозможи простор за одвивање на крводарителската акција. Викендов љубителите на автомобилизмот ќе може да уживаат во втората изложба на модифицирани и уникатни автомобили и олдтаймери. Настанот под покровителство на општина Охрид ќе се одржи на пистата кај поранешната касарна. Над 200 примероци викендов ќе бидат изложени на втората изложба на спортски модифицирани и уникатни автомобили и олдтаймери. Настанот Nike Car Show со поддршка на општина Охрид ќе се одржи утре со почеток од 19 часот на отворениот простор во поранишната касарна. Целта на изложбата е збогатување на туристичката понуда во Охрид, продолжување на туристичката сезона со атрактивни настани и привлекување на што поголем број на домашни и странски гости. Покрај автомобили од земјава ќе има клубови и примероци од целиот Балкан. Ќе се одржува исто годинава на старото добра позната локација во Охридската касарна на пистата и се очекува бројката годинава да надмине над 200 возила. Имаат голем број на љубители како од помала генерација, така и од повозрастна генерација. Сите љубители на автомобилизмов се поканети на добро место и со добра програма и за добра забава пред се. Според најавите на изложбата ќе учествуваат представници од повеќе странски земји кои ќе ги постават на разгледување своите уникатни автомобили. Настанот богат со музичка програма ќе биде од надпреварувачки карактер. Најдобрите примероци од автомобили по разни категории ќе добијат пехари. Ме организирано музичка програма со настап на диџеј, имаат и програма на самиот настан, кај што ќе имат клубско влечење на јаже, добро познато тургање на рака и држење на бандаж. Сето тоа организирано за меѓу клубовите да имат поголема забава пред се и дружење. Да, веќе гостите од Србија почнаа да пристигнуваат, имаме најава за гости од Романија, Босна и од Црна Гора. Ќе биде одбрани топ 30 возила на самиот настан, имат и други подкатегории што се како на пример најдобар моторен простор, најдобар мотор, најдобар екстериер, ентериер. Како најава за Night Car Show, минатиот викенд на плоштадот Чинар беше организирана изложба на ретки модели на автомобили. Културно лето Пештани и оваа година ќе донесе богата културно-уметничка програма во центарот на Пештани. Отварањето на манифестацијата е утре вечер, 10 август, со почеток во 20 часот и 30 минути. Традиционални културни збиднувања во кои љубителите на уметноста ќе можат повеќекратно да уживаат во миксот од серенадите, проткаени со поезија и проза. Сите уметности ќе бидат споени во една целина, велат организаторите.
Од 11 до 13 август со почеток во 17 часот ќе се реализира сликање и цртање на зајди сонце, како изложување на ракатворби од културната работелница. Манифестацијата е во организација на граѓанското здружение Арте Азура со поддршка на општина Охрид. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Јапонија за прв пат издаде предупредување за зголемен ризик од мегаземјотрес. Предупредувањето е издадено синоќа, а ќе важи една недела. Предупредувањето не значи дека со сигурност ќе има голем земјотрес, туку дека е поверојатно од вообичаено истиот да се случи поради локацијата на епицентарот на работна пукнатина Тананкај, област на сеизмичка активност што се протега долж јапонскиот брег на Тихиот океан. Предходните земјотреси од пукнатината Тананкај оставија илјадници мртви. Овие мегаземјотреси се забележуваат на секој 90 до 200 години, а последниот се случил во 1946 година. Експертите се во состојба на зголемена готовност, а луѓето се повикуваат да бидат внимателни, но да не се евакуираат. Јапонскиот премиер Фумио Кишида го откажа планираното 4-дневно патување на првиот самит на Јапонија со централно-азиските држави, бидејќи е зголемен ризикот од потенцијално силен земјотрес во централна Јапонија. Најмалку 9 лица загинале, а 26 се повредени кога патнички автобус се удрил во столб на мост во близина на турскиот главен град Анкара. Според информациите кои ги пренесуваат турските медиуми, возачот на автобусот кој патувал по рутата Измир-Агри ја изгубил контролата над возилото пошто автобусот излетал од коловозот и удрил во столб на мостот. Гувернерот на Анкара потврдил дека според првичните информации во несреќата 9 лица загинале, а 26 се повредени. Противпожарните и спасувачките служби веднаш пристигнале на местото на несреќата и успеале да ги спасат оние кои биле заглавени во автобусот и биле пренесени во блиските болници. Се работи на утврдување на причините за несреќата. Виена на нозе по откажувањето на концертите на Тейлор Свифт. Организаторите откажале 3 концерти поради терористички закани. Кратко пред концертот било уапсено 19-годишно момче со австриско државјанство, а по потекло од Македонија. Шефот на Австриската генерална дирекција за јавна безбедност потврдил дека момчето планирало напад и дека при претрез во неговиот дом била пронајдена експлозивна направа, фалсификувани евра, пропагандни материјали, ножеви, мачети и пиштоли. Тој требало да се убие себе си и голема група луѓе, изјавила полицијата. На крајот на јули тој се откажал од својата работа и почнал да планира терористички напад во име на Исламска држава. 17-годишно момче кој учествувало во подготовките за концертите исто така било уапсено, а се претпоставува дека има турско-хрватски корени. Уапсен е 18-годишен ирачанец кој бил во контакт со 19-годишниот главен осомничен, но нема докази дека тој бил директно вмешан во плановите за напад на концерт на Тейлор Свифт. Нивото на опасност од тероризам во Австрија е подигнато на највисоко ниво, а уапсеното момче се и признало на полицијата. Се верува дека тој не ја користел мрежата на Исламска држава во Европа и дека немал други помошници освен двајцата тинејџери. Пресметките на криминалните банди во Шведска ја загрозуваат безбедноста на оваа држава, која важи за мирна, просперитетна нација со конкурентна економија и силна социјална заштита, објавуваат светските медиуми. Во текот на вчерашниот ден имало 3 пукања. Граѓаните не се чувствуваат безбедни. Во Шведска годинава имало 148 престрелки, при што загинале 20, а повредени се 26 лица. Минатата година имало вкупно 53 смртни случаи од огнено оружје, а во 2022 година биле евидентирани 62 убиства. Премиерот Улф Кристерсон пред 2 години даде ветување дека ќе му стави крај на деценискиот конфликт меѓу наркобандите кои се борат меѓу себе за контрола на профитабилните локални наркопазари. Се поголем е бројот на случајни минувачи кои се убиени или повредени од заталкани куршуми, како и од нејасно насочени бомбашки напади. И додека во поголемиот дел од Европа бројот на насилни инциденти поврзани со банди во последните години опаѓа, во Шведска се зголемува. Шведските власти велат дека очигледно политичките мерки сами по себе не се доволни за разбивање на бандите, туку потребна е поголема национална и меѓународна координација меѓу агенциите за лоцирање на водачите на бандите и нивните средства, вклучувајќи ја не само полицијата, туку и управата за јавни приходи, царината и агенцијата за финансиски криминал. Го завршуваме првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам што не следевте. Пријатно!